оставиле во овие моменти само македонската јавност да пресуди на нив, бидејќи тоа ние уште у почетокот го кажувавме и бевме уверени во таа намешталка нивна, али никој не ни веруваше. А на господинов од власта, на господава од власта, би им честитале, ова би можело и американски режисери да им завидат на сценаријата и на нивните умови на све се што се можни да направат. Кажете ми, дали контактиравте со господинот Бошковски и каква беше неговата реакција откако дознал за ова што денеска се појави, како аудио снимки за неговиот случај? Па Јубе го знаеш, тоа уште у почетокот за него не беше ништо ново, му доваѓа пуно сознание од штабот на ВМРО дека му се мести да пази да ова, али Јубе викаше дека нема такви болни умови што би нешто такво смислиле. И он е без текст оставен. Што ви останува? Верувате ли дека може да се промени? И он одлучува на членството на ВМРО да им пресуди. Кажете ми, ви останува ли сега да барате повторување на судењето, дали ќе дојдете наскоро во Македонија да почнете некаква формално правна битка за повторување барем? Ја имам жената што беше денеска многу спомнувана во нивните изјави дека мајка му бија. Ја имам со себе овдека у Хрватска сме у Бале и жената е многу болна и во постела е веќе месец дена. И баш тоа сега го коментирав да можам да ја однесам, да потражам хитна да ми ја префрелат во Македонија. Ја би директно и сега ноќеска би кренала за Македонија и би ми ја однела пред влада. Дали верувам во Македонија ништо не можам да поверувам, а све е можно да се случи во државата, али едино сега во овие моменти на кого сум највише љута е на меѓународната заедница, бидејќи знам од искуство дека меѓународната заедница кај нас 2001 кога доваѓаше и кога лупаше во 2 сата по ноќ, да на врата да ни лупа, да ни отвара и да ни се заканува, може и ден денес да се истото да го направи тоа, да се закани на власта и да нешто подузме под Македонија, а не да се вади на финтата дека ние македонците можеме сами да го решаваме проблемот во Македонија.